Нашите гости во студиото, ние за време на рекламите си позборувавме на исто дополнителни убави теми кои што верувам ќе имаме време да ги споделиме. За жал, толку ни е времето и не може да се до назборуваме, но во овој дел знаете дека споделуваме фотографии од нашите гости, па ајде да ги погледнеме и од Дејан, да видиме што тој од фотографии ќе ни покаже, да се надам некои трансформации кои што ги правиш. Ова се трансформации на кои што сум доста многу горд и на луѓето и на делото што сме го направиле. Тука можеби има 20 кг разлика кај човеков. Стварно потребна е добра дисциплина, добра насока, па и мотивација, да кажеме сега. Да не се лажеме, потребна е мотивација. Да. Како што претходно спомнавте вие, потребна е мотивација. Да се остане треба да се ослониме на мотивација, бидејќи ќе доаѓа рановидно, па ќе се губи. Да. Треба да се ослониме на дисциплина, али ова се онака проекти и истреност и континуитет. Да. Ако го сватиме ова како стил на живот, лесно ќе ни оди. Лесно, така. Добро, можеме да одиме со следневе и ова исто нека голема трансформација. Преголема ова. Добро, колку човеков имал килограми на? Па мислам дека околу 170 беше ова. 170. Да, 170, па сме стигнале до 80 килограми, 90. И паралелно сме зголемиле сигурно 10 килограми мускулна маса, бидејќи како што кажав и претходно, ова не се работи за преку ноќ или преку месец дена. Ова е проект година и пол. Да. Ма сериозен проект. Да. Мислам дека во следната сезона на максимално диетално ќе те побараат. Ако. Да, имаме таков убав серијал кој што ни оди за време на викендот. Ова е интересна ситуација за дечко кој што никогаш во животот немаше тренирано. И живееше исклучиво нездраво со брза храна, живееше во Америка. Па дојде овде и направивме за 6 месеци сериозна трансформација. Да. И сите ми пишувале на оваа слика во стил, дечко има јака генетика. Еве, лево, генетиката. Не е се до генетиката, тоест многу работи не се до генетиката, до трудот е. Генетиката има мал удел, али ова е онака баш. Не знам, професора, вие дали ги се слушате пошто сте по генетика? Делумно само. Делумно има, така, да. За болестите има огромно. Не, зборам за визуелна форма и за масти. Иначе апсолутно за болести и тоа како има влијание. Една дама да видиме. Една дама, да, со силен мајндсет и психа, со која што направивме чудо и сум многу горд на Илина. Да, мислам трансформације, на вистина се фасцинантни. Да. Огромни. Не само што го смениле телото, туку им се смени и животот, и психата, и мајндсетот, духот, и енергијата, многу. Буквално зрачеле многу поразлично. Затоа велам дека ова не е само некој телесен процес, туку животен процес и животно дело. Ова е мојот најдобар другар и кум Игор. Поздрав до него, сигурно гледа моментално. Па ако кумот не си го средил, кој требаше, мислам. Да, но можеби најблиските е најтешко да ги видиме. Па зависи, например, он е целиот живот во спортов. Меѓутоа имаше период во кој што, како и секој од нас ќе се запоставиме, ќе се заборавиме, бркаме некоја кариера, ставаме други приоритети пред телото и нормално е до некаде некогаш. Да, ова е исто така еден спремен дечко херој кој што направи чудо за кратко време. Бодибилдер веќе стана. Да, време за Олимпијада веќе. Спремавме за надпревар. Претходната година. Супер. Интересно е што овие некои трансформации немаат голема телесна варијација, од прилика тука се некаде, меѓутоа сме изгубиле 10 кила масти, сме додале 10 кила мускули, таа е таа рекомпозиција што е спомнавме. Еве најголем поздрав до Благојче, човеков искочи стварно херој, од 130 килограми стигнавме до 70. Он извади таква челична психа и карактер, можам да кажам дека ми е идол. Не знам ја дали би можело да го направам овој процес и пат што он го помина. Секоја чест, стварно. Многу јака психа, браво. Многу силна психа, буквално. Ова сум ти? Да. После некој надпревар беше, мислам дека после Арнолд Класик во Шпанија, еден ден после надпревар така. Колку откажување треба за ваква една кариера? Па или посветено со ствари. Меѓутоа за мене се задоволство. Што е треба да го сакаш. Релативно е, да, за некого може ова да е хорор, најверојатно, да се спрема 15 месеци со милион рестрикции. За мене е стварно ова убавина и стил на живот, бидејќи многу го сакам и пред се ми е професија и пасија и љубов и хоби, се во едно. Браво. Како на професорот преска зборевме. Многу е полесно кога го сакаш сето тоа. Ако го гледаш само како работа, може и кратко да трае. Ова е исто така 2016 година на сцена. Овде имаше
сериозна конкуренција од многу зверови, конкурентни. Колку е важна еве за ваква форма да имаш и суплементација? Многу важно. За овие надпреварувачи сцени и ниво, па и пресудна многу често. Значи многу голем. А за рекреативци? Па и за рекреативци, особено во здравствен аспект. За жал живееме во некоја модерна ера во која што храната не е многу сиромашна со многу битни елементи. Што треба да го има. И мораме да надокнадуваме преку квалитетна суплементација. Пред се зборам за минерали, витамини и основата на суплементација. Не зборам за нешто многу напредно, но за мене треба и напредно. За сериозна форма и конкурентност помеѓу дечкиве мора сериозна суплементација и храна. Онлайн, колку онлайн се подготвените и го имавме ако видат луѓето да вежбаат, да се доследни, има надпревари, иако е онлайн. Сега, кога дојдеш физички, вие сте тука до нив и ги мотивирате некако им стоите што се вели над глава, а онлайн може да забушава. Па да, некој што е решен и мотивиран и сака да работи со мене, да. Не му менува, сега може кратко да... И ова е предобра трансформација од мој близок другар. Околу 60 килограми изгубивме и имаше и мускуларна прогресија и во процент на масти, огромен пат. И сум многу горд на него. Да, сите овие трансформации навистина се огромни. Ова си ти. Да, ова сум јас. Тази твоето работно место. Моето работно место, мојот храм, дефинитивно. Да, ова е една интересна ситуација. Неколку пати правев експеримент со моето тело, односно, бидејќи често пати добивам коментари, тебе ти е само генетика ова, знаеш, лесно ти е на тебе. Да. Фактички јас стварно немам генетика за ова. Јас кога малце ќе се опуштам, моето тело е skinny fat. Многу брзо губи мускули. Фактички се враќам во претходната моја хомеостаза и состојба. Кога почнав бев со масти, без мускули и многу брзо ја губам формата. Така да кај мене се е дисциплина, едукација и многу посветеност 20 години, а многу мал дел е генетика. А тоа тело генетика. памти изреката? Памти, да, ако се стигнал до некој ниво, тие ДНК информации се тука, ама треба да ги активираш. Али ако се запоставам барем онака 3-4 месеци, се случува ова лево на сликата. И многу брзо стигам до тоа. Исто те разбирам. Да. Многу брзо стигам, ама па бидејќи го правам тоа стрикно, ригорозно и точно, брзо се враќам. Брзо се враќам поради стажот пред се. Ти ги знаеш формулите за се. Телото памти, да. Тука е интересно што на двете слики сум точно 85 килограми. Другите тоа ги буни и често ја ставам сликава поради тоа што не треба да не биде главен таргет само намалување тежина, туку здравје, имунитет и посилна градба, мускулеста градба. Него е повеќе масно ткиво, десно мускули. Да. Тоа што претходно прашав дека не се секој пат килограмите, туку репер, да, репер. Добро, ти благодарам многу. Ајде да погледнеме неколку фотографии од вас, професоре, да видиме што издвоивте вие. Ајде да видиме. Ова слика е од минатата година во Ману. Сликана, значи минатата година јас сум генерален секретар на Македонското здружение на медицински уредници. И минатата година ни беше јубилејна, во април е ова сликано. Таму гледате доста познати угледни професори од нашите универзитети, има и неколку академици. Тука, потоа ова втора слика, ова е најтаза слика, ова е од минатата недела, од нашата прослава. 25 години Македонско научно здружение за аутизам. Лево е Стојан Андонов, окупационен терапевт, мој близок пријател, потоа магистер Ирена Стојановска, па Теја Петрушева, до мене, моје десно, моје лево е Весна Филиповска, секретар на здружението, и на крајот е магистар Фики Гаспар, кој што ми помогна на самиот ден на организацијата, некој од нив повеќе и претходно, особено тука би им се заблагодарил на сите, а посебно на Теа и на Ирена. Ова е слика од пред 15 години, се гледа имам помалку кила тука. Од хотел, од наш еден хотел, да не им правам реклама сега. Да, ве молиме. 2010, да, ќе треба да ми фактурирате, или на ним да им фактурирате. Ние бевме соорганизатори со уште две невладини организации на ЕАСПД, тоа е Европската асоциација на сервисни служби за лица со попреченост.
Јас од некаде 2001 до 2010, особено 12 бев доста активен во таа асоциација. Сега малку се повлеков бидејќи имам некои други приоритети. Така. Ми стигаат се уште известувања од таму за нивните активности, но не сум толку активен. Ова е од едно мое предавање на Универзитетот Алма Матер Европеја на конгрес во 2023, каде што нели тие се како сестринска, да кажам, организација на и заедно и со многу соработуваат со Австрија и секако доста од таму професори се членови на Европската академија на науки и уметности, па еве прилика и ја малку да се пофалам од 2023. Така. И јас сум член, полесно е да станете во таа академија, во нашата академија. Академик член да. во МАНУ, да. Член сум од декември 2023. Ова е исто така визитинг професор сум, значи од 2020 година на Универзитетот Алма Матер Европеја во Марибор со седиште, иако има повеќе клонови низ цела Словенија и е најдобар приватен универзитет во Словенија. Работат одлично, со одлични услови, простори, повеќе сум онлайн. Еве, на пример, денеска имам попладне од 6:30 имам испит со една постдипломка. Таму држам 2 предмети од областа на аутизмот, за социјално вклучување на лица со аутизам и терапевски пристапи 2. Така се нарекува. Сегде ви има. Така се нарекуваат. Благодарам. Да се трудам колку што можам, сега секаде не баш во фитнесот ме нема толку. Ќе уклучам јас. Да, можеби ќе треба да почнам да размислам. Сестра ми кога ја виде најавата, морам да ја споменам и неа, Сабајлева кога ја видела најавата, вика почни повеќе да се дружиш со фитнес тренерот. Никогаш не е доцна. Да, никогаш не е доцна, дури и на овие напредни години, да речем мои. Ова е слика од Zoom вебинар. Тука не би било нескромно го кажам дека ние како здружение и јас како председател во 3 пандемиски години, па и продолживме и сега, имаме околу 50 вебинари. 50 вебинари одржано. Тука има и наши колешки од здружението, има и странци, нели? Ова е еден проектен состанок, од еден Erasmus Plus проект. Ова повторно се навраќам на 2010-та, не знам дали е фројдовски, иако 2010-та не би била нешто многу посебно силна година, но така се погодија сликиве. Повеќе би ја истакнал 2011-та тука и 2009-та кога се роди втората и третата моја ќерка, Донателла и Изабела, ама 2010-та измеѓу тие 2 години. Ова е градоначалникот на Бристол, каде што имавме прием на коктел и наистина тоа беше една импозантна конференција во Бристол во Велика Британија, каде што се говореше за медицинските проблеми на лицата со интелектуална попреченост. Ова ми е многу драга слика. За еден професор велат дека не е професор ако не е секогаш релативно близок со своите студенти. Ова сум со група студентки некаде 2016 година во Загреб. Често пати јас и прв организирав студентски дефектолошки семинар уште како асистент во 2000 година во Охрид, каде што собрав 50 гости, помалку професори, повеќе студенти, и потоа почна низ бившите ју простори да се организираат такви средби. Јас тука како тутор бев. Значи, на ова слика може од режија следната. Ова е во Даре Джамбас, во Црвен крст. Ова слика е од една конференција, гледате полна сала, каде што имав едно од излагањата за аутизмот, некаде 2012 оваа слика правена. Често пати, особено порано беа полни салите каде што организиравме пред ковидот. Ова слика е дел од моите спортски активности во минатото. Може да ги возобновите, никогаш не е доцна. Да, слика на ова се професори од филозофски факултет во сино црни дресови, јас сум во средината, со мојот среќен број 13 и
легендите на Вардар, веројатно вие и вашите гледачи го препознаваат Дарко Панчев, потоа Илија Најдовски, горе во тренерки, Коки Аврамовски, Горан Петровски, познат како Чунга Лунга и така. Другите се професори од филозофски. Имавме еден обичај да кон крајот на годината, неколку години поред така, предновогодишни како турнири си правиме и потоа продолжувавме во ресторан така на неофицијални дружби. Убаво спортот треба да биде дел од животот. Да, Цеци, имаме и убави фотографија, верувам, од Валентина. Имаме, да, се разбира, само пред да ги погледнеме фотографиите, треба да најавиме дека денеска ќе бидете во неколку градови, дека имате средба со потенцијални згрижувачи. Да. Оно што сакав да го нагласам е дека настанот што се одржува во Скопје како централен е нешто што не е единственото што го правиме овој ден, имено во уште 3 градови во нашата држава што се под наша надлежност, тоа е Струмица, Кавадарци и Гевгелија, ќе имаме некои слични настани на кои што се поканети покрај згрижувачите кои делуваат таму и оние кои што ни се потенцијални идни згрижувачи со кои што работиме на нивна едукација и подготовка, како и сите наши соработници, пред се луѓето од центрите за социјална работа, невладиниот сектор и другите установи, институции. Да, се надам дека ќе биде посетено онолку колку што посакувате. Да ги погледнеме вашите фотографии. Ова е фотографија од сертифицирање на група потенцијални згрижувачи во Радовиш, која беше во 2023 година. И за мене е една многу драга група и многу убаво искуство. Од тука произлегоа згрижувачи со кои што денес континуирано работиме. Одлично. Ова ни е слика со моите колешки од Центарот за поддршка за згрижувачки семејства во Велес. Ова беше дел од промотивните настани што ги организиравме во рамките и по повод беше 8 март, кога во една непосредна комуникација со граѓаните од Велес подарувавме цвеќе и споделувавме информации, флаери и на некој начин им се доближивме на луѓето да дознаат повеќе за згрижувањето, да го прошират зборот за згрижувањето во нивниот град и да ни се придружат кон нашата мисија во грижа за децата без родителска грижа. Ова е една многу драга слика за мене. 2023 присуствував со група деца што се згрижени во нашите згрижувачки семејства во Полска на Мондијал кој е на светско ниво се организира традиционално во Варшава и се вклучени деца од алтернативна грижа. Значи, тука имаше присуство некаде околу 22 држави. Ние не можеме да се пофалиме со некој голем резултат, ама бевме среќни што учествувавме и бевме дел од овој многу важен настан. И беше фантастично искуство, значајно за сите деца што беа дел од овој наш тим. Да, браво. Ова е слика со мои исто драги колеги од СОС Детско село, слика која беше направена за нашиот јубилеј по повод 20 години СОС Детско село. Мислам дека следната година имате јубилеј повторно или сум грешна? Да, следната година ќе имаме 25 години. 25, да. Јубилеј, да. Одлично, да видиме следната фотографија. Ова е за мене многу драга фотографија. Ова е со обучувачот од Холандија, Роб, кој не воведе во приказната на згрижувањето и со кој што почна мојата лична приказна за згрижувањето. Обуката беше обука за тренери. Јас како вработена во СОС Детско село, психолог, работев во една друга програма. Се вклучив на оваа обука која што мене ми направи, можем да кажам, голема трансформација. И всушност тука и се роди големата љубов да се работи со згрижувачки семејства, со
со деца, со можноста да се направи светот поубав за овие деца и да се создадат семејства кои што всушност ќе лекуваат и ќе создадат надеж за сите оние деца. За сите деца што не се во згрижувачкиве семејства. Ова е слика од средба со градоначалникот на општина Росоман. Ние меѓу другото во промоцијата на згрижувањето во сите овие години се обидуваме да ги вклучиме како соработници и градоначалниците, локалната заедница, општините со активности кои што ќе ни помогнат да допреме повеќе до нивните граѓани. Оваа средба беше средба за потпишување на меморандум со соработка и ние потоа и веќе делуваме, соработуваме со општината, имавме неколку информативни сесии од кои што произлегоа и заинтересирани за згрижување. Ова е слична средба која што ја направивме во општина Петровец, Скопска општина што е под наша надлежност и со која што имаме фантастична соработка. Значи присутни сте во сите општини? Присутни сме во дел од скопските општини, како што се Петровец, Рачиново, Чучарсандово, Аеродром, Газибаба, Бутел и сме присутни во југоисточниот регион и во Вардарскиот регион. Ова е слика, тука јас сум во улога на модератор. Во ноември минатата година отворивме подрачно оделение на Центарот за поддршка на згрижувачките семејства во Струмица. Браво. И ова е лиценцата што ја добивме од државата за со која што ние свечено добивме дозвола да функционираме во овој дел. Ова е канцеларија која дава поддршка и промоција и поддршка на згрижувачките семејства во југоисточниот регион. Добро. Ова ни е слика од една обука со мојата раководителка Александра Ивановски. Правевме обука за траума информирана грижа со стручни работници од центрите со кои што ние соработуваме. Тука има представници од 11 октомври, од центрите за социјална работа, од 25 мај и така од повеќе институции кои што учествуваа на ова обука. Ова ни е слика од минатата година, од Денот на згрижувачите. Имавме семеен ден организиран со поддршка на вработените од Железара, кои ги поканија нашите згрижувачи и заедно со семејствата на вработените имавме така еден многу убав, забавно, рекреативен ден. Да, се гледа Спајдермен и Бетмен ги гледа. Да, и тоа беше навистина многу една голема радост на сите, не само на децата и на возрастните, со мноштво на активности и стварно прекрасно. Верувам дека ќе ги инспирираме за што повеќе да стана згрижувачки. Тука имаме одредени прашања кои што тама имаме уште 5 минути да излечете по едно. Валентина, еве, вие сте ни една дама во средина, излечете си едно прашање. Тешки се многу? Те се тешки, сега ќе видиме како ќе ни одговорите. Не ни најавите професоре, сте малку јас да бидам професорка, како на испит. Со заокружување се или? Да, со заокружување. Валентина, може да почнеме од вас. Кој е најголемиот ризик кој сте го превземале и дали вредеше? Ете, вистинско прашање мислам дека е за вас. Пошто рековте дека доживеавте лична трансформација. Дали може би тоа беше во однос да станете згрижувач? Не, јас не сум згрижувач. Да работите со згрижувачки семејства? Да, меѓутоа тоа не беше ризик, тоа беше предизвик. Добро. Предизвик кој што направи да целото мое претходно искуство, професионално знаење го некако вложам во оваа работа и му даде една целина, му даде смисол, структура и така, затоа што оваа програма навистина менува животи. Да. А најголемиот ризик кој сум го превзела и вредеше
Па, не знам, може да излезе малци од мојава тема. Се на разбира, разбира, да, лично лични се да, прашањата, да. Јас од пред некоја година почнав со кето исхрана и Гледате на кај Дејан, дали е во ред ова? со гостинот. Да, и тоа беше нешто што беше навистина и предизвик за мене и така и почнав со вежбање. Морам да признам, не сум дисциплинирана многу, Ама после ова ќе се потрудам, да. Така, добро, професоре. Вашето прашање? Ја морам да ви признам дека сте дале доста интересни прашања, Да. ама не е со врски. Кој дел од денот најмногу го сакате и зошто? Овде ќе кажам дека најмногу во овие години сега, средни кон возрастни, најмногу го сакам утрото, како помалку нормално ноќта, вечерта. Така, Со некако многу со шетања, годините. заглавувања до 5-6 сабајле, па право на факултет и така натаму. Дури и на работа како помлад доктор кога бев, сум модел директно од диско, но сега дефинитивно во последните сигурно 15-20 години повеќе најмногу го сакам утрото, затоа што сум што велат англичаните early bird, рано буден, станувам рано, многу рано сабајле и кога немам потреба да станувам, јас станувам рано и најсвеж, најполн со енергија сум наутро и затоа моите предавања се секогаш Така. почнуваат од 8. Може би на студентите им смета тоа, но ете на тој начин сакам и на дисциплина да ги научам, а и за мене најдобро кога Денот го започнувате со предавања, а попладнето ми е за вебинари, за останати останатите мејлови активности. одговарања, Така. списанието што го водам и така. Значи, мене ако сакат некој да ме казни, да ми даде да држам предавања после 6-7 попладне, тоа не го почитувам. Така. Дејан, вашето прашање? Јас не бев спремен на толку тешки прашања. Ова не беше планирано. Како изгледа вашиот совршен викенд? Да. Многу Има опција- кратко, бидејќи треба спот да ни почне уште некоја секунда. Да, има опција 50-50 или праша публиката. Мојот совршен викенд дефинитивно е со мојата љубов и жена Марија, некаде далеку тука, без телефони, Така. во природа, со некоја здрава храна, по можност фитнес центар да има, или некој исправи на улица кај Така. што може да ги употребам и буквално со мир. Да. Со мир и спокој, така го душевен замислив. Да, секој си има свој дефинитивно ми начин е на тоа совршен викенд, така. Да избегам од сите. Така. Ви благодарам за искрените одговори, ви благодарам за учеството во Здрава Македонија еве ова утро. Знам дека темите некако не немаат крај, но времето ни е толку, се надевам дека ќе имаме и друга прилика да позборуваме да малку повеќе. Ви посакувам многу успех и да се гледаме за убави работи. Благодарам. Благодарам. Почитувани наши, ние во продолжение ќе погледнеме убав спот кој што носи насмевка и ни доаѓа од детското село СОС.